колеги пратеници, колега Талат Джафери, много добро дадовте ваше образложение, председателя на ова регулаторно тело. Немаше да станам доколку не сакав да го направам споредба, односно да го видат мислењето од владата ова година, меѓутоа истото мислење од владата минатата година. Значи ова година е, председателе, изборна година. И планот кога го правите со сите трошоци, односно она што е приход и каде ќе се потрошат тие парични средства, најголем дел гледаме во вработувањата. Минатата година владата вас ви даде негативно мислење, односно ви забрани нови вработувања и да купите возило. Не ги послушавте, го направивте тоа. Ова година е се одобрено. Мислењето е дека можете, одобрен ви е финансискиот план, да ги направите сите вработувања, односно имате зголемување за 66% во делот на вработувањата. Ништо тоа друго не значи, туку нешто што вие треба да удомите во предизборна година. Односно во изборна година. Регулаторната комисија започна со работа 2003 година, до сега поминале 16 години, има вкупно 22 вработени. Сега планираното е да има нови 20 вработени. Дополнително е нејасно зошто уште во 2018 година, кога се утврди потребата за нови вработувања, не го направивте тоа, туку сега со овај план во 2020 година. Ова го потенцирам затоа што вие многу јасно го потенциравте дека немате други никакви освен професионални намери во делот на зајакнување на институцијата, односно до екипирање. Инвестиционно одржување на средствата, трошоците за ова инвестиционно одржување се планирани да се зголемат за 18% во однос на финансискиот план за 2019 година. И тогаш го разгледувавме тој финансиски план 2019 и сега оваа година правиме една компаративна, односно една компарација и велиме заради надградба и превентивно одржување на новиот софтверски систем за водење на лиценци. Се поставува прашањето колку е оправдан ваквиот трошок, кога во делот на новите вработени, односно во таа систематизација имате голем процент на информатичари кои треба да ги вработите со овие планирани вработувања што сега ни ги представувате овде нас. Имаме издатоци за репрезентација, зголемени за 100%. Сепак, она што значи, односно и дадено во вашиот извештај дека ќе се води економично, транспарентно, со помали трошоци функционирање на ова институција. За трошоци за службени патувања и на комисија најдовме разбирање затоа што тоа се заради стручно усовршување на вработените, сметаме дека е добро испланиран и е трошок оправдан. Интелектуални и други услуги зголемени се од 1.500.000 денари, односно планирани за 2020 година за 4.500.000 денари. Ако се знае дека се користат многу консултативни услуги и тоа од професии од многу факултети. И сега, која е опцијата? Или да се откажете од тие дополнителни услуги за кои се плаќаат толкави парични средства, или да не биде толкав голем бројот на нови вработени кои ги планирате точно за 2020 година. Така да, мислам дека овој финансиски план, добро што стигна сега и на времено финансирање сте, мислам дека го гледавме уште во декември месец, рокот е октомври и не смееме да дозволиме една ваква институција да дојде до едно времено финансирање, меѓутоа тоа многу кажува за одговорноста и целокупното работење на оваа влада, на оваа комисија, како и за сите други регулаторни тела. Благодарам.